Пријатели, здраво и добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на многу интересно прашање кое што сме го начнале низ изминатите теми во врска со млечните производи, но ајде ќе го погледнеме прашањето и ќе се вратиме назад за да ви дадам мои одговори и мислење. Магдалена, затоа што сме тазе Инстаграм пријатели, свесен сум дека немаш обратено повеќе внимание на епизодите кои што во минатото ги имам правено и темите на кои што ги имам зборувано. Млечните производи во неколку наврати ги имаме зборувано, кои се зошто се добри, зошто не се, споредба на можеби сирења, на урда, на спротивета и така натаму неколку теми, и ако многу повеќе ќе можеш да најдеш и таму одговори за млечните производи. Искрено мојот став за млечните производи е позитивен и негативен. Прва работа, денеска се повеќе се зборува, особено кога се работи за хроничните заболувања, како што се, не знам, рак на простата, рак на дебело црево, можеби одредени други хронични заболувања, дека многу често и се почесто доктори зборуваат дека треба да се тргнат и да се исцврлат млечните производи. Ако ги гледаме по нутритивен состав, тоа што е најдобро според мене, и не само според мене, туку поради фактите кои што ги зборуваат за млечните производи, е јогуртот, фета сирење и урда. Тие за мене се можеби најдобрите млечни производи поради нивниот нутритивен состав. Но од друга страна, она што мене ме загрижува кај млечните производи, значи другите комплетно ги исфрлам, и да, дефинитивно не се добри. Зошто не се добри? Има многу работи на кои што имаме зборувано низ изминатите епизоди и слободно провери ги. Но она што мене се повеќе ме загрижува и што дури константно ми одзвонува во глава дека и овие треба да ги исфрламе, можеби некој етички, морален момент, а тоа надоаѓа затоа што понекогаш и премногу информации и знаење не е добро. Премногуто информации се во контекст на производството на млекото и тоа како изгледа низ каков процес и што се поминува една крава низ нејзиниот живот, кој што можеби ќе дојде до момент кај што веќе нема да биде корисна за производство на млеко, па треба да се убие, али во секој случај производството на млеко подразбира да кравата многу често после секое породување на секои 3 месеци без нејзина желба се затруднува. Без нејзина желба се одзима малецкото од неа за да може млекото да се користи за човечки потреби и за тоа што ние треба да се нахраниме. После 4 до 5 години, кога веќе таа крава нема да може да продуцира толку многу млеко, треба да се убие, и мене тоа ме мачи во производството повеќе на млеко, некој етички момент, но се уште не сум донел одлука да можеби комплетно ги отфрлам млечните производи поради таа причина. Поради причина на нутритивен состав, ти кажав кои 3 производи јас ги препорачувам и ги конзумирам, но од се друго од млечната индустрија, искрено не е добро и не би го препорачувал. И ако ќе излажам дека воопшто не конзумирам, значи знам од време на време да исконзумирам можеби кашкавал, млеко во кафе да ставам, али сепак тоа ако го земеме на годишно ниво се стварно незначителни и премали количини, затоа што свесен сум дека и не се баш добри да ги имам во моето тело. Не знам колку ти одговорив на прашањето. Ако можам дополнително било како да ти помогнам по оваа тема, слободно искомуницираме. Фала ти уште еднаш што е начна оваа тема. Знам дека се уште многу луѓе треба да добиваат информации поврзани со оваа тема, и нормално секој од вас го охрабрувам да ми поставува прашање, да ја збогатува содржината која што зборуваме во овие епизоди. Тука се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!